Дали може да издржи системот? Уште колку може да издржи системот? Значи, јас одговорив на мој начин за лекарската комора. Таа ни е стручно тело на фелата медицинска и секој има право во државава на своје мислење. Иначе не би се викала демократска држава, да не дозволиме секој да каже што има да каже. Меѓутоа, барање да се спроведуваат мерки е индиректно притисок на комисијата. Одма да кажам за сите да им стане јасно, комисијата не потпаднала, ниту ќе потпадне под било каков притисок. Тоа е прва реченица. А втора, таму каде што ја анализираме состојбата, а ја анализираме на дневно ниво, кога некој ќе ми рече ништо не работите, работиме на дневно ниво каква е актуелната епидемиолошка состојба со број на направени тестови и број на позитивни. Комисијата донела одредени мерки и ги презентирала. На оваа презентација констатиравме дека имаме, почнавме со 200 направени тестови, во моментов имаме околу 5000 на дневна основа. Ама за 20 важно е дали болниците може да издржат. Имаме 1500 веќе пациенти во Скопје, тие се жалат дека не може да издржат веќе, дека се на работа на силите. Значи, да, не е спорно тоа другото. Спорно е затоа што некој ќе рече, нели вие велите мерките ги носиме во зависност од тоа колку системот може да издржи, така? Системот може да издржи се уште, еве да ви одговорам конкретно. Во држава во моментов имаме не помалку од 250 до 300 кревети. Системот може да издржи. Кој е тој период што може да го издржи? Можеме да издржиме уште најмалку 10 дена. Најмалку. По предпоставка дека секој ден рапидно ќе се зголемува бројот на инфицирани, заболени и хоспитализирани. Меѓутоа тоа не е така. Зошто? На дневно ниво имаме и оздравени. Па некој што лежел во болница се испушта дома, на негово место се прима друг. Меѓутоа, сакам да ја анализираме длабински состојбата. Прво, број на направени тестови 5000, некогаш има 47% позитивни, сега имаме 32% позитивни. Значи, во бројот на тестови и намалување на бројот на позитивните е нешто што се гледа во моментот. Во крајна линија ќе ми речете како изгледа кривата. Па изгледа кривата така да сега се уште не сме го достигнале максимумот од ноември. Што очекуваме? Во моментов за оваа крива ќе ви речам, како и за ноември кога кажав во неколку наврати, дека секој респираторен вирус 6 до 8 недели ја има својата активност. Во моментов сме крај на 6-та недела. Од понеделник почнува 7-та недела. Што тоа значи во пракса? Круцијална ни е следната недела. Во делот на заболени, хоспитализирани, умрени и болнички кревети. Тоа е епидемиолошкиот параметар. За една недела две може сама состојбата од себе да си се Значи, ако се исцрпи, значи ова веќе ајде сега да не испаднам ја голем научник или стручњак, меѓутоа заради јавноста. Секој вирус, па и овој, посебно овој вирус, има две опции: да заглави у некој ќорсокак и да се само уништи. Меѓутоа вирусот толку се довија да нема да направи само уништување, односно ќе мутира или ќе се направи, денеска е жарко со плави очи, утре ќе се вика жарко со кафејави очи. Тој што е бил имун на жарко со плави очи, нема да биде имун на оној што е жарко со кафејави очи. Меѓутоа, делот на мерките кои што биле, сега ќе ми речете, а оваа длабина што е овде? Оваа длабина е тоа е кога не работеа рестораните и кога направивме мерка од 19 декември до 21 јануари, за да полесно народот прати, од Свети Никола до Свети Јован беа затворени одредени институции или имаше наредба од владата дека мора да се почитуваат мерките. На прашањето дали во моментов полицискиот час дава некаква светлина на крајот на тунелот, дава, знаете зошто? Затоа што немаме експоненцијален раст на бројот на заболените. Бројот на заболените денеска достигна 1422. Денеска со 1400 кој што беше во ноември во најголемиот пик. А кога го очекуваме ние најголемиот пик идната недела? Затоа мерките на прашањето зошто денеска у суштина има некои медиуми кои што шпекулираат, одма да ви кажам, затоа што рекоа за Великден, за викенд ќе не затворат. Па и за Великден, убаво кажавте, уште од Великден ќе зборам понатака. Значи на прашањето прво никој од комисијата не разговарал за затварање за викенд. Значи петок попладне, сабота, недела до понеделник сабајле. Никој не разговарал. Значи прво е шпекулација. На лажните вести е многу опасно некој да гради струка, наука или кариера. Или некој да гради имидж како новинар. Втората реченица.
Доколку некој бара изјава, веднаш да кажам дека ние ја следиме актуелната состојба на дневно ниво. Наши луѓе дежураат и утре и задутре. Добро, а сакате да ми кажете дека уште една недела ќе чекате да видите дали ќе Не достигне доколку се пикот, случи за да нешто преземете некои мерки? Ако има спектакуларно зголемување експоненцијално на кривата, уште утре са бајли некој да ми рече сега од 1400 имаме 2500. Уште утре са бајли ќе имаме мерка. Знаете од што зависи тоа? Првото прашање е дали Министерството за здравство и клиничарите ќе успеат да направат кревети за хоспитализација. Кревети ќе се најдат, туку нема луѓе што ќе ги лекуваат, нема луѓе што нега. Не е исто неинфективно да ве лекуваат и во, не знам, таму во хируршки клиники или во интерно каде што не име тоа работа да лекуваат од вирус. Стоите. Значи, грото од симптоматологијата кај пациентите можат да ја лекуваат интернисти, пулмолози и други интернисти. Тие се некогаш многу поголеми специјалисти отколку инфектолог. Зошто тоа го велам? Па цел живот работат на плучни болести. Цел живот работат на внатрешни органи. Плучните болести се само дел од целата болест што може да го зафати човек. Меѓутоа тука има една стандардизирана терапија која што е направена со протокол. И се знае кој лек, јас знам мене што ми дава, кој лек и за тоа има дилеми. Викаат на интерна им даваат ивермектин, на инфективна не им даваат, на интерна им даваат. Тоите, значи ја не се мешам во клиничар. Дека нема национален некој има критериум, протокол, има национален протокол и критериум на инфективна клиника. Меѓутоа, да не испадне дека навијам за некоја фармацеутска куќа. Меѓутоа, јас и хоспитализираните болни на инфективна клиника не добивавме ивермектин. Зошто? Заради тоа што некој од таму одредил, струката кажала, дека тој лек, кој што сите го промовираа како во наводници, чудесен лек, како еден лек кој што беше за маларија, чудесен лек кој што лекува. Велја дека има студии дека покажале голема ефикасност. Таа студија била на 2-3 илјади случаи. Во моментов милиони 400 илјади луѓе има позитивни. Студијата, мислам за народот да знае, ивермектин е лек во ветерината, на ветеринарната медицина и се дава кај животните против паразитарни болести. Се покажа дека ефикасен. Австралија се го користеше. Повторувам. Многу земји го користеле. Го користеле, немам ништо против. Меѓутоа, некаде има студија дека тој не дава врвни резултати. И сега на кого да му веруваме? Тие овој што викаат дека треба да се користи или вие викате? Оставите ги вие студиите, дали некаде го даваат. Ајде ќе ја кажам на крај. Го даваат, самотични ќе ја речам на крај последната реч за оваа работа. Сте чули ли за бизнис? Пар милиони ивермектини да продадеш по толку и толку евра е равно толку и толку пари. А ефектот може да не биде тој, ако не биде тој ќе му смениме друг лек. Некој мора да ги произведе пар милиони дози. Меѓутоа, има одредени антибиотици што ги примав и јас. Лек што е докажан за лекување на одредено воспаление на белите дробови. Сега, ќе пробам несигурна вода или вода која што е веќе докажана. Значи, не сакам да се бавам со фармацеутска индустрија. Меѓутоа, имаме ипак сепак некои медицински знаења кои што велат. Ако ова е покажано дека е квалитетно, докажано во лекување на тераписки смисол на болните, ние тоа го даваме. На прашањето дали имаме доволно доктори. Сите клиничари од целиот интернистички блок се доволно едуцирани за да може да работат. Меѓутоа, секогаш има консултација со инфектолог. Секогаш има консултација со врвни стручњаци. И она што е најново, го пративме доктор Звонко Миленковиќ, член на комисијата, професор на еминентен и бивши председател на комисијата, да биде советник и организатор на работата во Прилеп. Со други зборови, да им се помогне. Најголем леталитетот и морталитетот. Во моментот имаме проблем во Прилеп. Јас не го кријам тоа. Затоа го испративме. 4,7% е Јас сакам уште ова да го потенцирам, пошто вие го рековте тоа. Во државата 2,9% е смртноста. Во Прилеп е 4,7%, во Гостивар 4,1%, во Битола 4,1%. Со други зборови, сакавме да откриеме зошто е тоа така и она што стално го кажувам, да им професор еминентен помогне кој што работи на еминентно оделение од инфективната клиника. Зошто тоа се случува и да им помогне во тераписки смисол. Меѓутоа, она што е за мене битно, во нашава држава и во многу држави, дали мислите дека само ковидот е основен причинител на смртноста во државата? Повеќе пати е речено, а ја само со два збора ќе го речам. Голем дел од населението е дебело, во наводници дебело, адипозно. Второ,
Голем дел од населението има диабет. Голем дел од населението има кардиоваскуларни заболувања. Дел од нив имаат хематолошки заболувања. Па на тоа кој ќе се и во крајна линија годиште на раѓање, односно возраста на пациентот. Ако преска реков дека сите не се подеднакво осетливи, па реков дека младите го поминуваат на нозе. Уште сега ве починуваат и млади, 23-24 години. Ама сега за едната веќе пациентка, се извинувам што морам да кажам, тоа во јавноста не го кажам, имаше друго заболување, за кое што сите тие што ја лекувале знаат од што заболување, тешко заболување. И тоа е само накалемена инфекцијата. Јас нема да споменувам возраста на заболените и умрените. Само ќе речам дека дел од овие луѓе кои што имаат некаков коморбидитет, ако навремено не бидат хоспитализирани и подвргнати на интензивно лекување на некој дали можеме да ги примеме? Тоа е, докторе, прашањето, зашто луѓе викаат не шетат од клиника, но клиника не примаат. Значи, има места, има секаде места, меѓутоа доволно е да се јават на 2 телефона да се направи координација. Координатор на инфективни на интерни клиники е професор Дејан Докич. Се одредува која клиника има капацитет. Имате очно, ушно, реума, нефро, гастро. Сега и хирушки ги отворивте, кои не бе отворени за времено на индискиот бран. Значи, кога некој ќе ме праша, добро, ова го пополнивте, што правите уште, ќе има ли уште? Па ќе има. Ако има потреба и ако Министерството или министерот Венко Филипче во координација со сите нас оцени дека има потреба да се ново оделение формира, ќе се формира и на хирургија. Меѓутоа не заборавете дека ние имаме уште 2 алтернативи, А и Б. Прво е 60 на места на ковид болницата, Рол ковид болница во Битола, на која што само и треба пристапен пат, за да можат возила да дојдат, 60 легла, и на кој што неделава се монтира кислород. Во крајна линија имаме уште 2 оддела на 8 септември. Па за да дојдат до оној максимален број кој што беа у ноември месец. Докторе, полни се болниците, тоа е факт. Прифаќам, ама факт е, приватните се полни веќе. Да не испадне дека државата е крахирана. Државата не е на колена. На колена беше Италија во првиот бран, кога стотици луѓе лежеа на ходник и кога докторите кажуваа овие болни се за интензивно лекување, а овие болни не се воопшто ги тоа да не ни се случи тоа. Нема да ни се случи во моментот. Имаме капацитет. Што мислите за приватни, сакам да ве прашам. Приватни болници се исто така полни, има информации дека по 2000 евра дневно наплаќаат за лекување. Дел од јавноста смета дека тоа е правење екстра профити во време на криза. Дали има оправданост за такви цени или државата нешто треба да преземе? Јас лично не би се занимавал со тоа. Луѓе продаваат коли, имоти, се задолжуваат. Меѓутоа, да се разбереме. Фондот за здравство е тој кој што ги одредува цените. Па кризна состојба направивме, може ли да се лекуваат и таму? Да. Некои други луѓе, а не јас, како Комисија за заразни болести, може да одреди дали приватна здравствена институција треба да игра со тие цени или треба да ги смали или зголеми. Од нив зависи. Од прво носителот на таа клиника, на таа приватна болница. Фондот за здравство или ќе даде свој придонес, или нема да даде свој придонес. Меѓутоа, ајде кога веќе почнавме ова, 100 кревети има во Ибис хотел. Има. Знаете на кој хотел мислам? Тоа што треба да биде дел од приватниот сектор за се сложувам, значи него не се користи, не знам зашто. Прифаќам, во моментот не сме ги исцрпеле можностите на јавноздравствениот сектор. Добро. Докторе, рековте дека самостојно ги носите одлуките, дека не подлегнувате на притисоци, дури ни од вашите колеги лекарите кои бараат да донесете некои мерки, но во дел од јавноста постои мислење дека вашите одлуки се во координација и со власта, и со политиката, со министерот, и се разбира со владата. Практично не сме сведоци дека сте препорачале нешто, па не било прифатено како во Србија. Таму гледаме дека кон секој ден се бори за здравјето, вели треба да затвориме, треба, па излегува владата, вика не, ради економија нема да затвориме. Кај нас тоа не е случај. Како да имате монолитен став? Можно исто да размислувате или имате некоја координација? Зошто мислите дека не размислуваме исто? Прво заради вас или заради јавноста. Со КОН сме генерација од иста канцеларија, двајцата бевме официри на ЈНА. И двајцата работевме 4 години заедно. Имиджот ни е стваран тамо во Белград, пошто ја живеев во Белград 10 години. Тоа е прва реченица. Втора, дали епидемиолог размислува слично како епидемиолог со епидемиолог? Апсолутно. Дама тој зборува прашањето, знам бе се што предлагаат мерки. Ама знам што ќе ме прашате. Нивната мерка е ова. Здравствениот дел на тимот е во колизија со економскиот дел од тимот. Да.
Значи ние немаме економски дел Секој од треба да си тимот. ја работи својата работа. Прифаќам Да, економ- има влада, тие нека се грижат за тие работи. Значи, имаме економски дел во влада, има главен кризен штаб, во кој што има луѓе од различни области. Разбирате што е главен кризен штаб? Тие ги При носат влада. конечните одлуки. Ваше е да кажете. па, Ние са да тие кажеме, Да. колку пати ние сме рекле нешто, а некој од министрите рекол Е спротив. колку пати? Па повеќе пати. И кога само за ифтарите беше? Не беше за ифтарите. Некои од министрите бараат да се, еве одма ќе речам, каде што не ми е право, дека им се кажува на лицата кои што држат кафичи, кафани и ресторани и свадби кои што организираат, ние би ви дале, ама не ви дава комисијата, што е апсолутно Кои неспојиво. што со барат тоа. протоколи за свадби. Ама не може да барат, ние сме ги направиле тие протоколи. Еднашка и ние не менуваме протокол додека не се подобри состојбата. Значи денеска имавме 10 барања што стигнати до нас и на сите им одговоривме на многу сличен начин. Состојбата во државата и епидемиолошките мерки кои што веќе сме ги донеле, не ги кршиме за никого, односно не дозволуваме да се прошири визот повеќе него што е во моментов присутен. Не заради тоа што ја имам против некого нешто, воопшто. Меѓутоа, имам еден став доследен, кој што немам намера да го кршам, ако е тоа направено во законска регулирана обврска. Јас го почитувам. Кога веќе ме прашувате, не знам дали ќе ме прашате, еве, да не испадне дека ја ги шпекулирам прашањата. Неколку недели поред, или барем последниве 7 до 10 дена, дали ќе има попис во државата Република Северна Македонија? Секако планира да ве прашам. Одлично, готи, ја, значи, случајно го погоди. Па не е случајно, но најактуелните теми луѓето се плашат дека ќе се заразат. Сега и последен пат на јавноста да го речам следното. Од Министерството за здравство беше побарано да направи протокол за спроведување на попис пред 2,5 месеца. Уште немаше ни трага ни глас од попис. Добро, тие велат сега, комисијата не вика да се откаже пописот. Чекайте. Полека. Комисијата го направи тој протокол со учество на повеќе членови пред се епидемиолошкиот дел од тимот, го презентиравме на колегите и колегите го усвоива во Комисија за заразни болести. Го доставивме до влада. Владата го усвои. Веднаш после тоа, преку главен кризен штаб, значи комисија, министер Венко Филипче, главен кризен штаб, влада, да. закон. Постои закон за попис. Па кој е Жарко или Гоце да крши закон за попис? Не го направив ја, владата го направи. Закон се прави и се Од менува. нас, ве молам, од нас се побара протокол. Жарко Караджовски излегува 10 дена на слики и одредени партии, доктор Караджовски, да направи напор пописот да се одложи. Вие Уште како еднаш епидемиолог разумното со сите. мислите дека има сега услови за попис во ваква состојба? Жарко, Во ваква епидемиолошка ситуација? значи ве молам, од Караджовски се побара заедно со колегите да направиме протокол. Ние го направиме протокол и го доставивме до Државен завод за статистика. Тие како ќе го организираат, на кој начин, со кои средства, со колку луѓе, дали ќе одат вака или онака, ние им кажавме како Добро, се ако има заразени, на вас ќе префрлат вината, бидејќи Не може на Симовски мене. вели комисијата... Кој вика? Кој? Директорот на Државен завод за Ама тој статистика. може да вика што сака, тоа е негов проблем. Истиот тој човек доаѓаше кај нас кога требаше да се организира и ние го сослушавме. И му ги кажавме нашите размисли. Заедно со колегите негови што се од Државен завод за статистика, тие ни рекоа што треба да се направи. Тие направи еден предлог протокол, ние го дополнивме, го обликувавме епидемиолошки и им кажавме што е. Значи, нити Караджовски, нити комисијата не одлучува за попис во државата. Добро, но можете мислење да кажете. Ама ние Ја можеме да прашам за речеме дали мислење во како моментов епидемиолог. епидемиолошка состојба е комплицирана, да. Ама ја не одлучувам да или нема да има попис. Нити ја. Има Добро, пред луѓе не, нормално влада. не одлучувате, ама треба да се Има кажете луѓе- мислење како Стој, доктори. Стој. Това е, да. Па ако ја одлучувам за све, ја би се викал заменик премиер. Не да одлучувате, можете мислење стручно да кажете. Ама ние стручното мислење сме го дале преку протоколот. Тоа е науката. Протоколот доволно штити од зараза, луѓето се плашат. Да, велат Зошто јас и вие носиме маска сега? Јас знам дека вие имате антитела, сме го прележале заедно вирусот. Да. Зошто носам маска? Имам антитела. Зошто носам? Зашто тоа е законска регулирана обврска. Тоа е протокол. Ама дома не е законски. Ако дојде Ова е пописувач- дома, за мене и за тебе во моментот е дома. Значи ние сме на повеќе од 2 метра и носиме маска. Тоа е законски регулирана обврска. И нема што да коментирам понатака дали ја имам антитела или не. Го спроведувам она што во моментот е законски регулирана обврска. Законски регулирана обврска е да се почитува она што ние сме го рекле. Маска, дистанца, не групирање. Дали се почитува во државата све? Че Не. може тоа да се почитува за време на пописот.
Ама ние сме рекле дека можеш да ми дојдеш на врата и ја да ти речам на 5 метра од мене. Ќе отворам пенџер или врата и ќе ти речам во протоколот така стои. Застани тамо, прашај ме што сакаш, ќе ти одговорам. Не сум присталица дека некој ако нешто не чини во државата, а еве комисијата е крива. Ве молам. Значи комисијата работи доследно во целата календарска година. И ние сме доследни во спроведувањето на протоколите. Зошто? Ако е нешто законски регулирана обврска, па тоа ќе ја почитувам ја до крај, до заден здив. Додека не се направат нови услови. Кога ќе има нови услови, ќе зборуваме на тоа. Добро, се Заев рече дека ќе бидат приоритетни за имунизација со вакцините што ќе стигнат во недела, па ќе ги имунизираат, па можеби. Ако ви рекол така премиерот, така рече ќе ги имунизираат, можеби ќе го одложат. Жарко не е Караджовски доктор не е одговорен за спроведување на вакцинација. Има комитет за вакцинација. Комитетот нити сум ја присутен во комитетот, нити комитетот е присутен во работата на комисијата за За пописот ми беше муабетот, како ќе се попишуваат овие што се во болница, например, што предвидува тој протокол? Протоколот предвидува, ако се тие во моментот на дента на попишувачот кој ќе дојде, ќе добие податок дека лицето гоце е позитивно. Оној момент кој ќе излезе од изолација, гоце ќе биде попишан. Просто. А ако е Жарко позитивен, нема да влезат тој ден, ама по телефон ќе биде известен. А некој ако е позитивен, а не зна, има симптоми и се оди попишувачов кај него дома? Нема, затоа ќе има заштитна опрема. Дали е доволна прашање? Доволна е, сосема е доволна. Ви реков ако ги почитува оние три. Значи дистанца. Нема ти да се љубиш, да се сами велите дека може да се случи човек да не знае кај се заболи. Значи ја можам со вас да седам на ова растојание или да застанам таму ако ме фати камерата. Зашто се плашам од вас? Зошто? Па знаеш како дојдовме во состојба некој од телевизиските водители да бидат позитивни. Така, не знаејќи. Меѓутоа, дистанцата, маската, недоближување и не групирање. Па тоа е она што цел свет го предвидува. На прашањето дали некои држави одложили попис, па одложили. А дали може сега да се спроведе на денешен ден, ја не знам што ќе биде за 10 дена, кога би знаел дека кај би им бил крај. Во моментот имаме широка трансмисија на вирусот на целата територија и во моментов повеќе општини се со зголемен број и зголемена инциденца. За епидемиолози тоа е доволна дефиниција на актуелната состојба. Добро. Еве може да ќе ослушнат преку телевизија, па може да ќе земат во предвид, во понеделник ќе одлучуваат на лидерска средба, па ќе видиме што ќе се случи. Ние следната, сакам да видиме, во вторник ќе имаме нова комисија, ако ништо не се случи спектакуларно за овие 2 дена, ќе анализираме состојбата петок, сабота, недела, понеделник и ќе видиме дали имаме зголемување на некоја крива или зголемен број. Тоа сакав да ви речам, во последниот ваш извештај стои дека во оваа фаза во која ние сега се наоѓаме, СЗО препорачува затворање на несуштински деловни активности или работење од дома, што е можно повеќе. Дадовме таков предлог. Значи, зашто? Па знаете што за несуштински дејности? Се она што може да стои или да се работи од дома. Ние во многу институции препорачавме ротација и намалување за 30% на персоналот. Еве во мојата институција, во Министерство, во Институт за јавно здравје, 30% од вработените седат дома, а останатите се ротираат. Може да се постигне све. Со добра организација и динамика на работа, може се да се постигне. Дали моловите кои се преполни во викенди, кафулињата внатре, рестораните, повторувам, се суштински дејности? Секоја работа на институција каде што се собираат и групираат луѓе подлежи на протокол. Ние сме направиле преку 70 протоколи за оваа година дена. Од тоа како работат банки, како се влегува во автобус, како работат кафичи и ресторани. Автобусите се полни, се жалат луѓето. Одлично, ја затоа ви го кажав ова за да ме прашате што предвидуваме. И тамо предвидуваме да има повеќе автобуси. Значи, ние од сите аспекти го гледаме проблемот. Значи, не само дали на шоферот, односно на газдата на тие автобуси, е оставено како ќе организира работата. Ако има 3 автобуси, нека пушти 6, нека пушти 5. А меѓутоа, во автобус не сме да влезе човек без маска. А кај нас тоа е случај. Зошто? Па сме го виделе сите. Понатака, влегување луѓе во молови, каде што има засилена контрола. Еве кај мене у Капитол, не можеш да влезеш без маска. Ама ја не одам во кафич, него одам во Рамстор доле. Нема везе, одам да платам во телефон. Не. Маска, па после ќе влезеш таму кај што ќе влезеш. Меѓутоа, ако е тоа на целата територија така, прифаќам. Меѓутоа, ајде камерите ваши одат на секаде низ државата. Па снимајте по улица кој носи маска. Снимајте во кафичи, кафани, каде што е вака тутма, кој носи маска. А оние
фотографии или спотови, каде што има млади што играат, што се веселат, што прават журки, каде што ги има со десетици, да не речам стотици. Па кој од нас, од комисијата, вклучително ја, пошто ја ги подпишувам тие записници, одредил дека може да има журка? Кога? На кој начин? Со кој подпис? Дека може да има Не, затоа свадба? има инспекција, треба да ги контролира. Значи, полиција, засилена контролна инспекција, казнувај, ако ме прашате мерките дали се окей се. Дали се казните мали? Мали. Зошто? Одрапи го некого, не 5.000 евра, 50.000 евра. Одрапи го некого 6 месеци робија. Значи, јас сум за построги казни. Нашиот народ е учен да има тутор врз него и некој да му кажува за таму кај што греши, ај добар си. Не може така. Ниједна држава, ако читате, а јас читам во светот што се прави, значи, можат тие да идат до 50.000 казни. Ама само ќе ве подсетам, народот може би не знае. Еден позитивен во Окленд, во Нов Зеланд, целиот град го затвори. Окленд е милионски град. Еден позитивен. Некој ќе ми рече, чекајте, со 30.000 позитивни Франција шо прави, па го затвара Париз. Зошто? Кога една Франција со илјадници полицајци и инспекцијски служби не може да излезе на крај, го затвара Париз. Меѓутоа, ние не сме дојдени до таму, ја секаш кажувам, на свеста и совеста на луѓето е да ги почитуваат овие мерки. Да, има сведоштва, имаме сега над 17.000 активни случаи. Има сведоштва дека 22.000 беа во ноември, активни случаи. Да, има сведоштва дека многу доцна ги добиваат решенијата што вие ги изготвувате за изолација, па по една недела си се шетаат слободно, си одат по аптеки, си испитуваат. Комисијата го донела овој заклучок. А и полицијата теренски не ги контролира за разлика од претходно. Добро, само телефонски. Океј, не се мешам во работата на полицијата, тие си имаат своји началници, раководители и сето тоа како иде. Кај мене 2 пати ми дојде, тогаш кога јас бев во јануари, 2 пати ми дојдоа полицајци од полициска станица Аеродром на Лисич. Знаеме каде е таа полициска. Се представи, едниот беше во униформа, другиот во цивил. Вие сте тој, да, јас сум тој. Може да ми кажете со кого живеете, можам да кажам. Ваши колеги од Прилеп го зборуваа јавно. Може да зборат што сака. Дека се шетаат луѓето, доцна ги добиваат решенијата. Еве што комисијата направила, како одлука на комисијата. Ако денеска Гоце се тестира, до добивање на резултатот Гоце седи дома. И кој го почитувате? Го почитува некој? Не сме јас и вие, сега тој кој што треба да го почитува, јас ви кажувам. Тој што се тестира до добивање на резултатот, а резултатот се добива за рапид тест 15 минути, PCR стандарден тест 4 сата. Гоце се тестирал, има дома да седи да го чуе резултатот. Не во тие 4 сата да се шлае угоре-удоле и да седи у канцеларија да шири вирус. Тоа комисијата тоа нема механизам, само на совеста на луѓето оставено, нема. Дали 6, ајде денеска 4 пат ќе го речеме ова. Останува на совеста на граѓаните на Република Северна Македонија. Кажавте сами, некогаш совеста не може да биде доволно. Треба и да има и механизми некакви. Луѓе со некаква морал, совест и етика. Некои работи не очекувајте народе државата да ви ги решава. Самите треба да си ги разрешиме. Најлесно е да се донесе заклучок, затворија државата. Една анегдота, ми велат вака. Што ја турите државата во стаклено звоно? Добро. На едно цевче ќе турите народ да дише, а на друго цевче народ да се храни. Па знам дека тоа може да се направи 4 недели, нема да имаме вирус. Кој ќе умре, кој ќе преживее. И се замислете го тоа како ќе дире на психичкиот момент на целата работа, на социјалниот и социолошкиот живот, и во делот на се вика казнениот метод. Добро, затоа СЗО вели не суштински деловни активности. Се не може да значи сите знаеме што е несуштинска. Да, не цртаме се што е несуштинска. Суштинска е нешто што е по живот важна, не можеме да ги затвориме апотеките. Не можеме да ги затвориме бензинските пумпи. Ама можеме да ги затвориме доколку е потребно, ако видиме дека се бензинските пумпи таму кај што е кластерот, храната и гужвата во бензинската пумпа. Или ако е во апотеката, таа апотека ќе ја затвориме, ама не сите 2000 апотеки во низ државата. Нема да го затвориме тоа. Да, зашто со полицискиот час очигледно не е проблем. Ама ние се движат, не се шири толку вирусот надвор ако се шета човек. Уште една реченица за народот да му стане јасно. Ги кажуваме луѓето што ја почитуваат работот, се сложувам, многу се сложувам со вас. Меѓутоа, бидејќи живеам во Аеродром. Знам што се случува во трговскиот бисер. Сега, после 8 сат навечер или 8:30, живо пилене. Зошто? У 9 сат затвараат сите и прехрана и објектите за на така наречена дружба.
Да, преку ден се собираат пак. Ама не можам јас сега за преку ден да се секирам за некој ако не почитува. Има две опции: инспекторат, полиција, ако некој не почитува. Па како ви изгледа тоа кога некој ќе ви рече дека во државата се казнати преку 100.000 луѓе за неносење маска? Не е тоа за да се соберат пари, бе луѓе, за да некој да му на индиректен начин му се каже: ова ти е обврска. Ма цела Европа протестираше зашто се носат маски. Ама не е само кај нас, па видете ги другите држави. Значи се носат маски секаде. Ако е тоа прв пат кога го воведовме, рековме дека маската се носи заради ковид, се носи заради аерозагадување и заради инфлуенца. Па знаете по колку случаи имавме инфлуенца на неделно ниво? По 30. Добро, ковидот е годинава проблем се со тоа. Спасот за човечките животи, крај на пандемијава, сите го гледат во вакцините. Така е. За жал нас не ни оди многу добро и на тој план. Незадоволството кај граѓаните очигледно е, се најава сега во недела дека ќе стигнат првите 24.000 дози од AstraZeneca. И уште 3.000 од втората доза за руските вакцини. За ревакцинација. Добро. И уште Каков е вашиот став? Дали можеш и требаше нешто да се направи повеќе на овој план? Дали некој треба да сноси одговорност? Ние, како Република Северна Македонија, а и цел свет е во војна. Не објавена војна. Вирусот е војна за сите. Во моментов, еве денеска ја слушам фон дер Лајен која што вика: ние ќе забраниме на AstraZeneca било каде да извезува, зашто таа има направено договор со Европска унија. Што тоа значи во пракса? Додека не си го исполни договорот за толку и толку милиони дози, нема извоз. Некој ќе рече: тоа е британска, ама е Брекзит, ама е Шведска во Европа. Значи, реципроцитет. Ти ќе извезеш толку, ја ќе го увезам толку од тебе. Тоа е првата реченица. Втората реченица: дали Македонија успеа да направи нешто многу позитивно? Грото, да не речам 90% од сите здравствени работници ќе бидат вакцинирани откако ќе се ревакцинираат сега. Знаете што значи тоа? Ако досега се плашевме дека здравствените работници и нашата фела здружение вели дека нешто треба да се направи, кажете ми во која држава 90% од сите ковид системот, значи не зборам, ние имаме 25-6 бели мантили. Меѓутоа, со 8.000 што ги дадовме досега и уште 3.000 што ќе ги дадеме сега, значи ние грото системот на ковид ќе го покриеме. Тамо нема да ни се разболуваат за 2 недели кога ќе направат имунитет ни еден здравствен работник. Или грото 95% нема да се разболуваат. Знаете што значи тоа? Колку год да трае епидемијата, треба никој да не се разболува, да не умира, да, не е само тоа е првата, значи здравствените работници ќе бидат сигурни. Второ, ќе дојде AstraZeneca. AstraZeneca 24.000 дози. Ќе ги вакцинираме сите лица над 70 години. Па знаете како има. Има некои се 80, некои 70, некои 90 има и така дали и така дали. Кој треба да биде најприоритетен за вакцинирање? Пријавени се старите. Да не ме свати некој. Денеска премиерот викаше и хронично болните и полицајците во войската. Прво велам војската. Старите, да ме разберете, а да не увредам некого. Возрастните лица ќе бидат приоритет. Второ, оние круцијални занимања кои што се за државата најнеопходни. Тоа е круцијално занимање. Дали ќе се рече полиција, војска? 24.000 не може да стигнат за сите. 60.000 пријавени има само над 70 години. Гоце, значи нема да биде во исти момент. Па чекате ќе добиеме уште 60. И попишувачите треба и тие. Прифаќам. Да. Добиваме уште 64.000 после тоа. Значи ние ќе имаме 110.000 до средината на април. Меѓутоа, не заборавете дека имаме договор Кина да ни даде 200.000. Знаете од што се плашам? Лично вака како Жарко. Да не има уфа и да дојдеме во состојба да останат вакцини. Има такви стравувања, особено за AstraZeneca, си наслушавме, си начитавме се, како да се убедат луѓето дека се безбедни вакцини. Значи, вакцинацијата е доброволна. Ние не можеме на некој фати го двајца на сила, вакцинирај го. Макар да во некои држави знаете што има? Кривично дело ако нечеш да се вакцинираш. Ќе платиш глоба и го шириш вирусот. Не имаше за AstraZeneca дека не е безбедна, заради тоа луѓето се плашат. Сосема е безбедна, ве молам, за населението. Студиите што се направени за AstraZeneca покажуваат дека AstraZeneca е сигурна, безбедна и е делотворна. Со други зборови, се она што ќе се вакцинира, бидете сигурни дека околу 80%, 79 плюс минус %, дека ќе бидат Вие би се вакцинирале со AstraZeneca или се вакциниравте веќе? Не можам да се вакцинирам затоа што прележав скоро, тек сум, јас ви реков пред да почнем. Добро, некои викаат може и последен месец. Апсолутно дека може. Јас до пред месец дена имав симптоми. Иако бев пуштен од болница.
Нема вирус во себе, бев негативен. Добро, ако не ви е убаво некој друг да се вакцинира. Ако дојде, ќе се вакцинирам. Да. И на сите им го препорачувам тоа. Може некој од политички елити нека се вакцинираат со AstraZeneca, како по Немам примерот на нешто Пленковиќ, против. да покажат луѓето да ги охрабрат Прифаќам, малку. тамо Вили Бераш, што е министерот за здравство, се вакцинираше. Кај нас можеби политичарите ќе направат добар пример. За Жарко Караджовски оној момент, само не би било штос, иако ќе ми дојде плюс минус 6 месеци, а таков ми е планот, кој ќе ми дојде 6 месеци, тоа значи во јули-август, да викнам сега камери и да видите и председателот на комисијата ќе се вакцинира. Знаете за која вакцина? Која год дојде во моментот, таму кај што пунктот ќе се вакцинира. Многу луѓе викендов ќе заминат во Србија да се вакцинираат. Какво е вашето мислење за тоа? Искрено да ви кажам, немам некое високо мислење, макар да е народ ко народ. Да му речеш на некој ај на кафе, ај на кафе се салон, спречи трансмисијата некако. Го се прифаќам. Отпусти страф, прифаќам. Да. Меѓутоа на некој да му речеш ај на кафе у солон, ај додиме ќе одиме. Меѓутоа, во моментов Србија ако ви текнува дека има огромен број на вакцини и таа помогна, зашто сме и крајно благодарни на српскиот премиер, српскиот председател што ни ги донесоа, на српскиот министер за здравство и нашиве луѓе, дел од нив имаат српско државјанство и српски лични карти. Меѓутоа, вашето здружение направи некаков договор, не знам каков договор, со Српското здружение на новинари и викна одредени Да, имаше стотина. Викендов масовно со автобуси најува. Прифаќам, на сега, ние сме демократска држава. Не можеме некого да го стопираме да отиде. А поготово што Србија во моментов не бара. за државата за нас што се доведовме во таква ситуација. Па ако имате, ние не можеме да повторувам. Можете ли на некој да му забраните да направи туризам вакцинален во Дубај? Хипотетички зборам, нека се вика не Дубај, нека се вика Мексико. Мексико. Не знам каде, не е битно. Вие пак за Може Мексико. да ќе се вратат вакцини. Гоцебе, по чему ви о уштипцима, разбираш? добро. Значи оставите го Мексико и Дубај, народот има сосема другачија мислење. Еве нека не се вика Мексико и тоа, нека се вика Врање, нека се вика Београд. Ќе отидат во Соко Штарк арена. Знаете за која арена Штарк извелам? Таму кај што требаше да има светско првенство у кошарка. Да, на сајм ќе ги вакцинирале. На саем прифаќам, тоа е сосема бидејќи знам сум живеел таму, знам каде е саем. Тие имаат 50 пултови. На прашањето, ама не ме прашавте, морам па да ме подсетам. Кој ќе дојдат вакцините? Ќе дојде AstraZeneca. Колку треба да се вакцинираат за да се стекне колективен имунитет? До сега нема Добро. многу голем интерес. Ова што го Окей, велите вие, значи- така е 140-150 илјади луѓе си имаат пријавено само за вакцинација, сега веројатно чекаат да дојдат вакцините, па ќе се пријавуваат. Значи, вакцинација.мк апсолутно функционира, толку колку што се пријавени. За сите тие ќе се обезбеди вакцина. Не е забрането некој од лицата кои што се заинтересирани да се пријават утре. Ќе бидат вакцинирани во зависност од приоритетите Колку на треба за државата. да се стекне имунитет колективен? 60 до 70%. И тоа сум го рекол неколку пати. Тоа е околу милион луѓе треба од прилика. Е сега вака да Или се не разбереме. пописав, да. Колку досега има тестирани во држава? 565.000 теста направени, од кои 177.000 позитивни. За да се створи имунитет кај нив е потребно овој број да го помножиме Пардон. Овој број на позитивни да го помножиме со 3 до 5. Значи, досега имаме имунитет кај 400 до 500.000 жители во држава. Што би се случило? На овие 500.000 за да дојдеме до милион, за да го направиме тој 60-70%, државата треба да увезе, да добие, дали донација, дали ќе купиме, уште 500.000 дози. Така? А овие што прележале не треба да се вакцинираат? Треба да се Како вас и вакцинираат, како меѓутоа мене? јас и вие ќе почекаме малку, вие можете малце порано. Јас можеби малце некој месец покасно. Меѓутоа ќе се вакцинираме. И ние сме тие кои што во моментот тие 170.000 ако имаме имунитет, го правиме према останатите колективниот имунитет, herd immunity, имунитет на стадото. Со други зборови, дел од тие луѓе ја штитат околината која што е во моментов невакцинирана. И тоа е она што се бориме ние да го направиме. Ако земеме, замислите да се живее во состојба кога од 24.000 работници здравствени, ние имаме 4-5.000 дози дадено кај здравствени. Па тие ќе го штитат останатиот дел од здравствените работници. Меѓутоа, ако ве прашате колку вакцини државава ќе набави, сосема доволен број да ги извакцинираме сите заинтересирани. Повторувам, имаме приоритизација, имаме комитет за вакцинација, имаме направен протокол, имаме направен систем како тоа ќе се спроведува, каде ќе се спроведува и најново што кој знае, кој не, закупена е салата или тргната е салата Борис Трајковски од редовна употреба за спортски настани, оној момент кога ќе дојдат вакцините, таму ќе бидат инсталирани исто како што во Београд гледаме со заштитни прегради меѓу еден и друг.
Еден на еден ќе има мерење на притисок, слушање, доктор, администрација, боцкање. И такви ќе има 50 на пулта. Меѓутоа, она што сега го немаме, низ целата држава ќе се даде AstraZeneca. Низ целата држава. Така да ако имаме сега 200-300 боцкања на дневна основа, само за здравствени работници, тогаш рачунете ќе има 2,5 до 3.000 на дневна основа. Па некои 200-300 илјади кои ќе ги добиеме вакцини, по 2-3 илјади дневно, ние за 30 до 50 дена ќе извакцинираме све што ќе се пријави. Добро, да се надеваме дека ќе дојде пред четвртиот бран. Да го преживееме првото дете. Лично не верувам дека ќе има четврти бран. Грото од работите зависат од нас. Немој да мислите дека вирусот е тој кој што ни диктира дали ќе има четврти, пети или шести бран. Ако ние го испочитуваме она што е кажано и доследно се придржуваме на тоа, вирусот, ви кажав, има слеп колосек кај да отиде и со нашите мерки за вакцинација и дистанцирање, вирусот ќе се само уништи. Докторе, времето ни истече. Како и секогаш со вас брзо поминува и благодарам за вашето гостување. Расчистивме некои дилеми, се надевам дека ќе имаме прилика во некое помирно време, не мора да е пандемија, да поразговараме и за некои други теми. Благодарам на поканата, се надевам дека некои од овие мерки кои што ги кажавме денеска ќе допрат до ушите на нашите слушатели и гледачи. Тоа е прво. Второ, дека народот ќе ги почитува овие мерки, се зависи од нас. Трето, државата ќе си го направи она што се очекува од државата, ќе дојдат вакцините, а до периодот додека да дојдат вакцините, наше е да ги почитуваме мерките. Само со почитување на оние стандардни мерки можеме да обстоиме. Добро, благодарам уште еднаш, почитувани гледачи. Вам ви благодарам што и овој петок бевте со нас. Останете на Канал 5, се гледаме со мене следниот петок. Довидување.